Во просториите на Црвен крст се одржа состанок на регионалниот штаб во кој сите учесници беа согласни дека треба да се превземат мерки за полесен транзит на бегалците. Табановце представува значајно сврзно ткиво и потребна е поголема помош од повеќе навладени организации, а посебно зимскиот период каде условите ќе бидат полоши и ќе имаат потреба од подобар живот. Во овој момент во општина Куманово кризната состојба нема завземено некој негативен тек во однос на понатамошното витисување живење на населението во општина, но директно за сега самиот простор кај што е сместена локацијски, кај што е сместен кампот, за сега едно село, да кажеме, кое што во моментот навистина има проблеми и бара помош и подршки од регионалниот штаб за да се заштити, односно за да ги реши тие проблеми. Секретарот на Црвен крст Иле Митковски посочи дека хигиената на Табановце треба да се подобри и редовно да се чистат контењерите, а воедно добро би било и да се огради транзитниот центар и да се води поголема грижа за донацијата околу храната, да се донира она што е потребно. Околу донациите, не знам, тој многу е страшно, ама нека си главниот штаб одлучи дали 1, 2, 3, ако се донира нешто, да се донира она што е препорака. Конзервирана храна, двопек, такви работи, паковано, ситно, лево, некои такви работи, за да не се таму прави се и сешто. Друго, тие што ќе работа таму, навистина да преку дирекција храна да бидат лиценцирани за да може да работат со тоа. Втората работа е околу хигиената. Значи хигиената има договор со чистота и зелени, меѓутоа очигледно дека чистота и зелени има толку град, не стига да редовно сервисира тие контейнери и мислам дека и вчера го укажуваме тоа на Црвениот крст, затоа што преку Црвениот крст на Скопје и на централата оди помошта од УНХЦР и помошта од повикот на Црвениот крст за помош за справување со кризата. Така да и досега таа работа не била хуманитарно правена, него била платена од страна на Црвениот на УНХЦР. Мислам дека најверојатно ќе се најде некој поизвршителен што ќе може на дневна основа да ги празни контейнерите. Таму е прво проблем да не се внесува сешто и второ, кога веќе има контейнери да бидат полупразни или празни. Ова што зборувате за прилазот и за граѓаните, што е многу битно за населението од таму, значи прво да ова да биде саградено, да има ред кој може да влегува и да излегува. Од местна заедница на Табановце посочија дека имаат проблеми со големиот број на автобуси кои се движат со мигранти, се движат по селскиот пат кој е скоро направен и може да се оштети. Бевме запознаени дека тоа ќе биде превоз на мигранти од Гевделија до Табановце со возови, со специјални возови. Но досега се измешаа работите и почнаа да се тие мигранти превезуваат и со такси возила, што ајде горе-долу на нас не ни толку пречат, но кога почнаа да се превезуваат со големи автобуси, со туристички автобуси и големи комбиња, тогаш почна да стануваат проблем за нашето население и за нашиот изграден пат во должина од 2,5 километри. Епидемиологот Јадренка Стаменковска од Центарот за јавно здравје Куманово објасни дека во јуни се дезинфицирани на 13.000 метри квадратни, во јули 38.600, а во август 55.600 метри квадратни површина во вагоните возовите со кои се превезуваат бегалците. Епидемиолошката состојба е стабилна и други проблеми за сега нема. Немаме пријава до сега, значи за нас тоа е епидемиолошка, имаме една стабилна состојба затоа што немаме пријава на некоја макар и цревна заразна болест, значи од екипите, односно од тимовите кои што Црвениот крст, они од невладениот сектор, значи кои што функционираат на самиот граничен прием. Присутен беше представникот од Хабитат кој посочи дека може да се вклучат во обезбедување на привремено засолниште на бегалците, за да можат краткиот временски престој да го поминат безбедно и пристојно.